во Божјуши. Свети Илија да ни помага и да не чува. Држете ги! Ги сакам живи! Не пухайте! Ги сакам живи! Асаме! Сец! Сец! Става, браќе, бе. Писмо. Гледам дека е писмо, бре, Рамус. Туку кажи ми ти мене кој ти го дал ова писмо и кому го носиш. Карев ми го даде. Носам во Пласница, Алданци, Дреново, до сите ваши села. Гратаците, Шите! Браќа, земјаци и мили комши. Ние вашите вечни комши, пријатели и познаници од убавото Крушево и од неговите хитни села. Без разлика на вера, народност, пол и убедување. Не можејќи веќе да ја трпиме тиранијата на жените за крв и гланите за човечко месо, муртати што гледаат и нас и вас да не дотераат до нож. Доста лажеш, Рамус! Не, карањус да ми продаваш. Слушај, јас тебе ке те водам во Алдинци, кај Сулейман Ефенди. Тој ќе го препее писмото. Па тогаш јас и ти ке разговараме. Водете го! Регуларна војска до нас најбрзо може да стигне од Кичево. Од Прилеп, Охрид и Битула не верувам брзо да се пробијат. Ќе ги пресретнат реонските и селските чети. Ако не стигне војската брзо, со нашите башибозуци лесно ќе излеземе накрај. Кичевчани не се подолу од нас, Тодоре. Ќе ги суредат и тие како што и ние ги суредив. Реков дека растојанието меѓу Кичево и Крушево е најмало питу. Треба да се префрли само планината. Не реков ништо лошо за кичевчани. Треба да се засилат сите групи што го обезбедуваат градот. Четата на Питу и понатаму нека остане во резерва. Мора да бидеме спремни за се. А јас верувам дека и пораката што ја испративме до муслиманските села нема да остане без одглас. Ние сме должни не само да им објасниме, туку на дело да им докажеме дека не се бориме против мирниот, трудолюбивиот и чесен турски народ. Македонија е наша заедничка мајка. Мрша сме ние за нив, Никола, мрша, а не брача. Ќе не расчерачат само да можат. Затоа велам, тупаница за нив треба тупаница, па право вмуцка, а не приказни. Никола има право, Пито. Ние сме должни да ја неутрализираме пропагандата на оджите и беговите против нас. И да го повикаме сиромашното турско население под бајракот на заедничката татковина. Како што под него застанаа власите, албанците, сите. Како што застане и ти, Пито. Добро, ако треба да се прегрануваме со нив и да се целиваме, викнете ги, ќе се прегрануваме и ќе се целиваме. Само внимавај, даскале. Внимавај кога ќе те бакни Екрем, внимавај грлото да не ти го прегризи, даскале. Јас можам да си одам. Не може. Имаме уште работа. Командантот на гарнизонот ме прати со оваа телеграма што пристигне од Солун. Читај! Не избирајки средства, веднаш и безмилосно да се задуши во станието. Утре во Прилеп од Приштина пристигнува Бахтијар Паша, Хилми Паша. Повели Валентин.
Задушете го, господа! Вие сте войници! Това ви е работа! Задушете го! Това ви е работа! Смирете се, Вали Ефенди. Во овие тешки часови мораме да си контролираме нервите. Донесете вода. Разбирам. Вали Ефенди, австрийскиот конзул моли да го примите. Ами сега? На сета беля и овие белосветски сватови. Јаваш, Вали Ефенди, јаваш и содикат. Мораш да бидеш муж невнимателен со конзулите. А што сакаш? Да пукне резил по Европа за востанието на ѓаурите? По тоа веднаш ќе ти летне фесот од главата. Во право си, Паша Ефенди. Зато со ум и со тикач. Кажете му на господинот австро-унгарски конзул дека валијата не се чувствува добро и дека тој самиот ќе го повика кога ќе биде потоа. Пеки Пашо. Да ти се многу години, Паша Ефенди. Слушајте, вели. Обезбедувањето на Битола ќе го преземеш ти со твојата полиција. Војска во градот кој не остана. Ако комитите во градот направат некоја пелја, ти ќе бидеш одговорен. Доста ми имаш, ја шум. Разбирам, Вали Ефенди. Веднаш на работа. Разбирам, ome ружни Паша. Јас сам Вали Ефенди. Ете така треба. Се разбира. Од згора, ај мила мамо, Грушовската чета. Ај мила мамо, Грушовската чета. Мавај, Ванчу, железото се кове додека е жешко. А, така е. Така вели народот, а? Јунак. И во борбите, и овде. Мавај. Добро. Даскале. Сврши нашето војување. А сега овде, пак, чук-чук. Да. Само ги нема нуне јорце. Ги видели некој? Јас не стигна да ги видам. Јас вчера бев со Паце кај нив. Орце ќе се излече, ама нуне, тешко. Треба да се оперира. Тоа ние не можеме да го оставиме овде. Куршумот го повредил мозокот. Да си одам, орце. Карев дојде. Седи, докторот те пушти, седи. Здраво, орце. Како си? Добро, началнику, можеше полошо да сврши. Малку нога. Јунак си ти, орце, јунак. Кога ќе излезеш од болница, да се јавиш кај мене. Во мојата чета. Благодарам, војвода. Уште малку и сосема ќе ти оздравее, момчево. Докторе, зошто не соберете едно 20 девојчиња како Јана? Да ги научите да преврзуваат ранети. Сакаш да станеш болничарка? Сакам. И ние со нешто можеме да помогнеме. Имаш право, Никола. И нам ни треба помош.